Македонија никогаш не добила пристоен предлог од ЕУ, започнувајќи уште од 92 со Лисабонската декларација и нашето именување во ФИРОМ, преку 2018 година и промената на името па се до најновиот француски предлог. Но за жал Македонија мора да преговара затоа што освен Европа ние немаме друга алтернатива. Ова е ставот на Сојузот на борци од Прилеп, од каде викаат дека ќе ја поддржат владата во преговорите, само ако 100% се зачува нашиот идентитет и јазик. Ставот на борците ние ја поддржуваме владата на Македонија и председателот на Македонија да преговара до степен на возможност. Ако се чепни во идентитетот и во јазикот, да прекрата сите преговори со Бугарија и со Европската унија. Бугарите, нас, на македонците, скоро 150 години ни стојат на патот. И во идентитетот, и во јазикот, и во политиката, и во формирањето на држава. Според борците, ние треба да бидеме дел од ЕУ, но историјата никој не можел да ја смени, ниту да измисли нова. Никој не може да измисли нација. Ние постоиме овдека 1500 години ова територија како македонски словени, што се трансформирале со античките македонци и така натака и се го добили името македонци. Не може никој да е со вистината знае дека Бугарија е фашистичка држава. Не може ние спомениците и спомен обележната дека во Македонија да ги сврлиме, да ги заборавиме Дабничкото клајне, стрелањето на децата на Ваташа, битката на Прилепет. Тоа се страшни фашистички удари за Македонија. Според Сојузот на борци, Бугарија е укористила моментот како членка на ЕУ, а Европа пак си ја штитила својата членка. Ставот на борците е дека Европа никогаш и не го сакала Балканот толку многу. Видите вие, во Страсбург има 16 како се вика пресуди донесени во корист на македонците во Бугарија, ние да не е спроведен. Се сеќавате ние кога се тужевме со грците, неколку пресуди ги имаме, што преведе Европска унија. Балканов го нечи Европа. Се гледа дека го нечи. Не нас македонци, цел Балкан го нечи. Во историјата секојаш Балканов бил монета за подкусурување на европските стандарди и идеи, а Македонија е монета за подкусурување на балканските земји. Сепак, според борците, со мудри одлуки и борба, еден ден и Македонија можела да биде рамноправен член на Европската унија. Господине Велковски, денеска се одбележуваат 79 години од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Кој е значењето на овој ден на 11 октомври за Македонија? 11 октомври е еден од најзначајните датуми во историјата на македонскиот народ. На 11 октомври почнува новата револуција против фашизмот на македонскиот народ за борба на слобода, за борба за независност, за борба на сопствена држава. Тие луѓе што го кренеа востанието на 11 октомври 1941-1944 година, за среќа донесоа слобода македонскиот народ и првпат во историјата македонскиот народ доби сопствена држава. Колкава е жртвата што градот Херој, Прилеп, ја дава во народно-ослободителната борба? Значи, Прилеп е градот каде што почнала револуцијата 1941 година. Само со бројки да ви кажам неколку. Значи, од Прилеп директно со оружје врака учествуваат преку 2600 револуционери. 8000 се директно вклучени како логистика. 650 паднати жртви. 150 носители на партизанска споменица 41 и 15 народни херои, што е многу за еден град од 24-25 жители, колку што имал Прилеп во 1941 година. Дали оваа борба на партизаните во народно-ослободителната борба има свој континуитет во минатото на македонскиот народ? Како што напомнав, да, македонскиот народ во својата вечна борба за слобода има долгогодишен континуитет. Еве почнала да го земе Илинденското востание 1903 година. За жал, тие учесници не успеа да ја ослободат Македонија, меѓутоа партизаните од 1941 до 1944 година ја ослободија Македонија и формираа сопствена држава. За пример, сите партизански одреди по големи воени единици беа наречени со имината на претходните борци. Првиот партизански одред по Прилеп е наречен Гоце Делчев. Па потоа имаме партизански одред Пере Тошев, Ѓорче Петров, Јане Сандански, што значи дека партизаните оделе со континуитетот на старите борци од Илинденскиот период. Во денешно време имаме негирање на дел од нашата историја. Дали партизаните во 1941 година биле свесни за што се борат?
Значи, со формирањето на партизанските одреди, партизаните и нивното раководство стварно биле свесни зошто се борат. Сите комшиски држави на некаков начин сакале да ја присвојат Македонија. Како што знаете, во војните Балкански 912-13 година, целокупното тело на географска Македонија било распарчено, само Вардарскиот дел останал во состав на Југославија. Значи, сите комшивски народи сакале на некаков начин да ја освојат Македонија. Партизаните 41-45 година многу свесни биле зошто одат. Сите млади луѓе со енергија, со свест оделе за сопствен идентитет, за сопствена држава. Зошто тогаш Бугарија ја негира, да не речам, целокупната наша историја, нашиот национален идентитет, нашиот јазик и сето тоа го поставува како еден вид услов за започнување преговори со Европската унија? Република Бугарија во никој случај нема право да ја негира историјата на Македонија. Таја во 20. век 3 пати се обидела да ја освои Вардарска Македонија. 913 година, 916 и 20, Првата светска војна и 41-44 во Втората светска војна. За жал, Македонија е најромантичниот дел во бугарската историја. Бугарите си има своја собствена историја и не треба нас да не кочат во натамошните процеси во интеграција во Европа и во НАТО. Сега последниот ултиматум што го поставија стварно е дрзок, дури непријатно за нашата држава. Уште еднаш ќе кажам, Бугарија ниту има право да го стопира нашиот процес. Ние имаме свој идентитет, своја држава, свој јазик. И тоа е завршена работа, бидејќи нашиот јазик и нашиот идентитет е забележан во Обединетите нации, а и договорот меѓу Бугарија и Македонија во 2017 година буквално вели дека Бугарија нема да ја стопира Македонија во евроатлантските процеси. Зошто тогаш еден ваков однос од страна на Бугарија? Јас мислам дека бугарите, меѓу другото, сакат да го променат делот на нашата историја, да го прикажат Гоце Делчев како бугарин, да го прикажат македонскиот јазик како бугарски, да го прикажат македонците како западни Българи или бугари. Меѓутоа, тоа немаат право, бидејќи тие во некој начин сакат да го скријат или да го заборават фашистичкиот дел 41-44 година, кога Македонија беше поробена од Бугарија и со жестоки репресалии се однесуваше према населението и према партизаните. Во целиот овој процес има огромно мешање на политиката, наместо вистинско толкување на историјата. Како понатаму треба да се одвиваат овие процеси помеѓу двата народи? Прашањето ви е на место. Значи, политиката треба да оставиме на политичарите, а историјата на историчарите. Ние треба да се сплотиме како народи, бугарскиот и македонскиот народ. Како што рече некој, треба да изградиме автопат, да го крстиме Гоце Делчев заедничко името. Треба да воспоставиме економски односи. Треба да воспоставиме културни односи, како што самиот Гоце Делчев го рекол. Јас светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Тоа е многу голема мисла, бугарите комши треба многу добро да ја сватат. Денеска се навршуваат 78 години од масакрот кај Прилепско-Дабница, каде бугарскиот фашистички окупатор брутално убил 19 прилепчани. Скриен под труповите на своите соборци, успел да се спаси само Петко Велковски. Историчарот Илија Велковски е негов внук. Вели дека неговиот чичко е жив сведок за тоа што се случувало тогаш. Бугарите вршеле репресалии, немале да верува, бидејќи сите тие репресалии ги криеле. Рамполевката убиен претходно, не му се знае гробо. Лазо Филиповски Лавски исто така убиен, Борка Талески не му се знае. Ова е единствениот што преживел и што раскажал во македонската историја дека бугарите вршеле репресалии. Во врска со меморандумот кој Бугарија го испрати до ЕУ и тезите со кои тврди дека сме имале заедничка историја, Велковски вели дека се тотална невистина. Бугарите во суштина сакаат да се прикажат како ослободители на Македонија, меѓутоа тие се поробители. Во суштина, целата работа за мене на тој меморандум е да се скрија фашистичкиот
однос на бугарите или фашизмот во Бугарија, тие тоа сакаат да го скријат и во нашите учебници по историја да се избрише. Не може да се брише историјата. Тоа се факти. Демантира дека Тито ја измислил македонската нација. Македонците никогаш не биле бугари, а партизаните се бореле за ослободување на Македонија. Ние не сме нација створени 44 година. Не се ствара нација за еден месец, два, пет или една личност не може. Партизаните оделе со македонштината напред, се бореле, реков, за идеите, старите идеи. Во суштина, видите, сите одреди партизански се имена на претходните револуционери од 1903 година. Значи, одред Ѓорче Петров, одред Гоце Делчев, одред Питу Гули, одред Димитар Влахов и така, на сите, значи, со идеологијата на постарата револуционерна гарда за ослободување на Македонија, за среќа. Партизаните ја ослободија Македонија и ја направија ова држава. Ако не беа тие, немаше никогаш држава да имаме. Според Велковски, Гоце Делчев е чист македонец. Бугарија го знаела тоа, но сакала неправедно да го присвои. Гоце Делчев е чист македонец, меѓутоа, се запишал на војна академија во Бугарија и морал да пише државјанство кое нема Македонија, нема тогаш држава. Не може да се пише турчин, се пишал бугарин, за жал, тие сега денеска го користат тоа и го злоупотребуваат. Истиот пример ќе биде по 30 на години, кога ќе се врши попис на населението во Бугарија и во Македонија, ако се сеќавате дека има некаде меѓу 70-80 илјади бугарски пасоши од Македонија и тие по 30, 40 или 50 на години, бугарите рече, видите, во Македонија живее бугарско население. Многу добро знаат тие зошто се тие пасоши земе. Велковски вели дека историјата треба да се остави на историчарите, а не на политичарите. Според него, ова сега било чиста политика која што не носи ништо добро за двата народи.